Како што најавивме на почетокот на емисијата, денес го тестираме Citroen C5X. Во неговата ознака X алудира на кросовер, но дали Citroen C5X е вистински кросовер? Тоа ќе видиме во нашиот тест. Она што Citroen го издвојува од сите останати конкуренти е авангардниот изглед. И тој е дефиниран на самата предница. Од символот на компанијата, двојниот шеврон, се протегаат главните линии на предницата. Едната е горната, која ги дефинира дневните светла, како и трепкачите, додека долната ги заокружува фаровите. Оваков изглед е интересен, дури и предизвикувачки, но целата контура на автомобилот е малку асиметрична. Иако е ова долг автомобил, има повеќе од 4,7 метри должина, контурата е ниска. Па со отворање на широките лакови на тркалата се добива еден офроудерски изглед. Така и на задната страна. Стоп светлата ја продолжуваат идејата на предницата, а зад нив се крие огромен багажен простор. 485 литра има капацитет багажникот на овој плагин хибрид поради сместувањето на батеријата, додека кај изведбата само со мотор на внатрешно согорување има над 520 литра капацитет на гепекот. Инаку, просторот во внатрешноста може да се дефинира како вистински Citroen. Па ќе почнеме прво од задните седишта. Просторот во внатрешноста е сосем добар. Како што гледате, има доста простор за колениците, но иако е ниска контурата, има доста простор и за главите. Може би ве збунува што волку малку покажува дека има простор, но поради високото ниво на опременост, Citroen C5X има возачко седиште кое автоматски се повлекува наназад за да го олесни излегувањето на возачот. Инаку амбиентот е прекрасен. Мене многу ми се допаѓа еден детаљ, ќе го покажеме. Тоа е опшивувањето на самата внатрешност во знакот на двојниот шеврон, што е извонредно емотивен момент. Влегувањето на возачкото седиште отвора една сосема нова перспектива. Како што реков, со стартувањето, погледнете, самото седиште се доведува до позиција која ја имате наместено порано. Она што многу ми се допаѓа кај Citroen е робустноста на каросеријата. Гледате дека воланот изгледа доволно робусно, но не е поголема од стандардната големина. Пред возачот има одлична перспектива која е исполнета со големиот монитор од 12,5 инчи, задолжен за системот за забава и за конективност, додека пред возачот има сосема доволен 10-инчен монитор на кого можете и да менувате графика. На сето тоа ми се допаѓа што има и head-up дисплеј, чија графика исто така можете да ја бирате. Кога зборуваме за изгледот на внатрешноста, не може да не се спомене скулптуралноста на самата внатрешност. Погледнете ги само овие целини. Целиот простор е направен да побуди посебна емоција за луѓето кои се наоѓаат во внатрешноста. На предните седишта нема никакви проблеми што се однесува до просторноста. Стара школа е употребена на долниот дел каде што има физички прекинувачи и манипулатори кои се за греачите на седиштата, но и за клима уредот.
Овој модел е опремен со 1,6 литрен турбобензински мотор кој има 180 конски сили. Но, бидејќи е плагин хибрид, тој со себе носи батерија од 12,4 киловат-часови кои се доволни да се помине во градски услови или пак на отворено некаде околу 50 на километри. Кога сме веќе на возачкото седиште, да се фокусираме на возните својства на C5X. Амбиентот е прекрасен и дава само доверба на возачот. Се чувствувате како да сте во дневна соба, бидејќи седиштата се толку удобни што ви даваат една нова димензија на возењето. Се разбира дека тука имаме и 4 модуси на возење, а во моментот ја управувам C5-ката во комфорен мод. Но, да се прошетаме малку низ историјата. Rolls-Royce во последните 8 години има хидроулично потпирање и тоа го рекламира како искуство на летање со магичен килим. Но магичниот килим кај Citroen датира од 60-тите години на минатиот век. Така и во C5X е аплицирано токму хидроуличното потпирање кое има неколку модуси на дотерување. Се разбира во кој модус возите, така и се однесува автомобилот. Чувството за управувачот е навистина убаво. Но, мене не ме интересира како се однесува C5X во комфорниот мод на возење, бидејќи тој е супериорен и мислам дека ниту еден негов опонент, ниту еден негов конкурент го нема ова чувство. Декларираната сила на моторот е 180 конски сили кога зборуваме за моторот со внатрешно согорување, но има и електромотор, па така добиваме 225 конски сили. Па да видиме во спорт мод што може да направат тие 225 конски сили. Стартот е солиден. Не можам да кажам дека е фуриозен, бидејќи му треба малку повеќе време за забрзување, а декларираното време на забрзување од стоечка позиција до 100 км на час е 7,8 секунди, што не е некое големо остварување, но сепак имајте на ум дека ова е автомобил кој треба да биде економичен и еколошки. Веднаш при динамично возење се чувствува дека долгата предница поради тежината има тенденција на надуправување, но тоа можете лесно да го скротите, но сепак не би ви препорачал да идете во екстрема со C5X. Сепак од прв поглед веќе се знае дека ова е лимузина или спортско корисно возило, или кросовер, или хеджбек, или караван, како сакате, кој е скроен да се ужива и безгрижно да се вози, а не да го предизвикувате тркачот во себе. Подвозјето и воланот добро се избалансирани, па во секој момент знаете што можете да очекувате за управувачот на C5X. Во моите поминати 480 километри доживеав неколку убави моменти. Пред се, тоа е на автопат кога навистина секоја нерамнина многу лесно се абсорбира, а втората е просечната потрошувачка. Како што реков, на моите 480 изминати километри забележав просечна потрошувачка од 6,1 литар, што за така потентен мотор со внатрешно согорување е одличен показател.
Кога го форсирате моторот, се слуша дека неговиот звук продира во кабината. Но Citroen се обиде да направи една изолирана средина кога се наоѓате во него. Па затоа сите стаклени површини имаат исто и фолија со која се намалува бучавата од надвор и во внатрешноста на C5X се чувствувате како да сте, ќе повторам, во вашата дневна соба. Еколошката свесност носи и поголеми трошоци. Секој плагин хибрид чини многу повеќе отколку неговата еквивалентна варијанта со мотор само со внатрешно согорување. Така и C5X можете да го набавите веќе од 39.000 евра, но плагин хибридот кој е навистина богато опремен, раскошно, тој чини многу повеќе. Неговата цена ја надминува границата од 50.000 евра. Тоа беше се што подготвивме за ова издание на Автомагазин. Срдечен поздрав и се гледаме за 7 дена. До гледање.